Почитувани гледачи, ова е новото издание на ТВ Ординација. Колку претераната грижа за здравјето на сопствените деца може и реално да им наштети на децата, денеска зборуваме со доктор Елица Станишлевик, педијатар од Струмица, и ги поставивме неколкуте прашања. Колку хигиената, претераната хигиена, употребата на влажните марамчиња, геловите за сува хигиена и измивање на раците можат и реално да наштетат и на кожата, но генерално и на здравјето севкупно на децата. Колку и на своја рака земањето на антибиотици знае да вреди на здравјето на децата, но оваа тема, како што и кажав, зборуваме со доктор Елица Станишлевик. Еве го разговорот со неа. Секој родител се води по неговите мисли како најдобро ќе го одгледа своето дете, и денеска токму зборуваме за грижата на здравјето на децата, токму од страна на родителите. Колку е убаво тоа претерана грижа за децата, а колку од друга страна би му штетело на детето. И како прво прашање, кога е најдобро да се побара лекарски совет, дали тоа би му штетело на детето? Најпрво, добар ден на сите што ја гледат оваа емисија. Ви благодарам за поканата во вашата емисија. Јас ќе се потрудам, ова е многу опширно прашање, ќе се потрудам на кратко да некако ви дадам еден конкретен одговор. Вториот дел од прашањето е дали да се носи детето кога е болно, односно само кога има здравствен проблем. Веднаш ќе почнам со тој дел. Јас препорачувам секој пат родителите да го носат детето и кога е здраво од време на време, посебно почесто доколку е детето помало. Прегледите кога детето е здраво ги нарекуваме превентивни прегледи. Тоа се прегледи за заштита на здравјето, советодавни прегледи се тие, и многу се важни уште после родилиште. Првиот преглед, например, го препорачуваме во првиот месец, на крајот на првиот месец. И кога детето е здраво, тогаш и родителите се поспокојни, детето е порасположено и тогаш е многу пожелно да се дават совети, што е во детската возраст и во грижата за здравјето на децата многу значајно. Тој дел за заштита на детето е голем дел од детската грижа и е многу им помага и на родителите и на децата, доколку навремено некои болести, не сите, можат да се спречат. Еден дел од тие прегледи кога детето е здраво се и при вакцинациите. Кај нас постои служба за вакцинации и советувалиште во склоп на таа служба, каде што се даваат совети за правилна нега и исхрана на детето. Тоа е делот од прашањето за тоа дали да се носи детето кога е здраво, значи да. А во тоа кога и колку често да се носат децата на преглед кога се болни, тоа е малку комплексно прашање и накратко, значи, би рекла дека прво самите лекари при контактите со пациентите даваат совети во кои состојби треба да преземат мерка за да го донесат детето на преглед. Значи, индивидуално е, колку често, зависно од состојбата и возраста на детето пред се. Колку реков е помало, толку почесто треба да се носи за некој симптом. Значи, за најобична настинка со едно течење нос, нема потреба да се носи на преглед веднаш. Меѓутоа, ако се работи за новородено детенце, значи новородено, тоа е до 1 месец, секоја промена која што родителот ќе ја забележи во смисла на кашлање, промени во однесувањето на детето, температура покачна, треба веднаш да се јави на лекар. И до 1 година грижата за детето е специфична, значи тоа е период што ние го нарекуваме период на доенче, значи промена во смисла покачена температура, промени во однесување или други симптоми, тоа е тешко сега да се набројува. Меѓутоа, промени во однесувањето и во некој момент што на родителот ќе му сигнализира дека неговото дете не е во ред, или повреда, или некој симптом на болест, е причина за да го однесе на лекар. Меѓутоа, со тек на возраста, како созрева имунолошкиот систем, детето ствара сопствен имунитет,
Тоа е еден период од прилика на 3 до 5 години и во првите 3 до 5 години децата и пожелно е да контактираат и со болни по некој пат заради стварање на тој градење на тој имун систем. И треба да се почека, да не се носи веднаш за покачна температура, родителот треба да биде обучен. Тоа се прави со тек на време во контактите со својот лекар, кога и во која состојба и на која промена на детето треба да го јави на лекар. Значи, консултациите со лекарот треба да бидат, сега ние во нашата држава нели имаме исклучиво матичните лекари ги лекуваат децата и секој пациент си има првиот преглед во примарната здравствена заштита е матичниот лекар. Понатаму има и други нивоа, меѓутоа првиот контакт е со избраниот лекар. Што ќе кажете во однос на хигиената како примарна за здравјето на децата? Колку и на какво ниво се поставува хигиената, бидејќи знаеме дека е едно од клучните нешта со кое што би направиле здраво дете? Па така, сега хигиената е добра хигиена е половина здравје. Многу значаен дел, посебно кај децата. Значи, во фаза кога децата го градат својот имун систем, хигиената треба да почне прво од страна на родителите, треба да дадат пример, уште кога детето почнува да во моментот кога ќе може да се обучи како да ги мие своите раце. Пред се од тука да појдеме. Значи, миењето на раце е нешто и хигиената на устата, нормално облеката, сето тоа треба е грижа на родителите пред се, а и ние како здравствени работници, воспитачите, наставниците, треба да обраќаат внимание на хигиената, бидејќи да се заштити, како што кажал Луј Пастер, да се заштити е исто толку значајно колку и да се лекува. Многу болести можат да се спречат со правилна хигиена и нега, меѓутоа има еден дел и на претерана хигиена, што сега еве, например, забележувам јас и претераната употреба на влажните марамчиња, конкретно еден како пример ви кажувам, може да му наштети на детето заради тоа што се менува составот на кожата и не е пожелно при секое извалкање на раце тоа да се одма прави строга дезинфекција. Меѓутоа, треба секој пат и ние и родителите да нагласат дека миењето на рацете е неопходно пред да се храни детенството, бидејќи внесот на бактерии е токму од нечисти раце многу клучен во однос на многу болести, преносот на некои болести. Влезната врата е устата на бактериите, очите и носот. Треба да се прави хигиена, меѓутоа зависно нели од возраста. Колку детенство е помало првата година, треба да се прави контрола на контактите со болните лица максимална, колку што може, бидејќи се уште, како што кажав и претходно, имуниот систем не е развиен. Меѓутоа, со тек на време, детето како контактира, ги прележува тие вирусни, бактериски инфекции и создава собствен имунитет, кој што понатаму си го штити организмот од сериозни компликации на болеста. Така, зборуваме повторно за претераната грижа. Кај нас имаме еден синдром дека ако е надвор студено ги преоблекуваме децата и со капи, и со шалови, и со ракавици, па дури и по неколку слоја. Али што се со цел нели можеби да избегнеме студената температура која што можеби ќе ни донесе наслика. Ваш коментар околу ова и колку го зголемуваме ризикот за таа терморегулација и изместување на оската. Вака, значи терморегулацијата е состојба која што се значи регулирањето на температурата организмот ја постигнува на едномесечна возраст. Значи новороденото детенце само тоа нема сопствена терморегулација. И организмот како созрева после едниот месец, значи самиот организам си ствара своја топлина и не треба да се претоплува. Претоплувањето е една состојба која што јас и сите ние забележуваме често во нашата средина и тоа всушност прави поголем проблем отколку заштита. Често пати родителите не помислуваат дека детето се движи, трча и полошо е да биде преоблечено отколку да биде помалку облечено. Нормално тоа треба да биде облекувањето соодветно према надворешната температура. Ако има сонце надвор и ако температурата е
над, да речеме, 15 степени. Не треба тоа да биде облечено и со капа, и со шал, и со нараквици. Треба да се внимава, значи, и на физичката состојба на детето, и на надворешната температура, како за надвор, така и внатре. Внатре бебињата нормално треба да бидат покриени повеќе, меѓутоа треба да се контролира и температурата во собата, да биде од прилика 22-23 степени Целзиусови, освен кога се капи детенство после бањање, нормално тогаш организмот е разладен, му треба нешто 2 степени повисока температура, а не треба да се преоблекува, бидејќи и бебенцето мрда со рачињата, со ноџињата и тоа се движи. И секој пат треба родителот да ги опипа рачињата и ноџињата на бебенце, ако се ладни да го покрие повеќе. Секој пат децата кои што се преоблечени настинуват многу полесно отколку децата што се соодветно или малку помалку облечени. Така. Ги спомнавте пред малку и влажните марамчиња како начин на употреба се со цел хигиена, па едно пред 10 на 15 години децата растеа со повеќе допир на кал, на песок, на прашина, на улица, сега како и како се модернизира и современо начинот на живење, се помалку можеме да видиме деца на песок или во кал. Имаме ли некакви бенефити, некакви придобивки или пак генерално сме ги отврлиле како навика? Па јас мислам дека еве играњето на песок и на кал е една состојба што многу ги радува децата. И зошто да не го дозволиме тоа на децата кога им ствара еден комфор и тие се задоволни, а сите ја сакаме детската насмевка, тоа е цел на сите и нас и на родители, како на лекари, нешто нема поубаво од насмевката детска. И кога на детето тоа му причинува задоволство, јас не гледам зошто да му се скрати тоа уживање во калта и во песокта. Меѓутоа, тука морам да нагласам дека сето тоа играње во кал и во песок во нечиста средина, да речеме, треба да биде строго под надзор, бидејќи во тие нечистоти, за жал, имаме скитници кучиња кои што се невакцинирани. И еден пример само ќе ви кажам, инаку тоа е една опширна област. Ехинококот, тоа е еден паразит, се уште постои во нашата средина, што е многу опасен, доколку детето го внесе преку нечисти раце. Значи, контактот на песокта, каде што врската ќе ви ја кажам, иако ја знаат, меѓутоа еве ќе се обидам да го објаснам. Значи, ако кучето кое што не примило вакцина против тој паразит, мокри во таа песок и детето внесе од песокта во устата, многу лесно може да ги внесе тие цисти, односно паразити, и да ја добие болеста ехинококоза, што може и оперативно да се и често пати опасна болест е. И ред други болести. Значи, доколку детето правилно се изврши хигиена после таа употреба на песок и на кал, не гледам никаква опасност, зошто да им ја скратиме на децата тоа уживање. Го видовме разговорот со доктор Елица Станишлевик. Се надевам дека родителите, особено оние помладите родители со помали деца, ќе извлечат заклучок и ќе ги послушаат нејзините совети и апели како реално треба да се грижиме за здравјето на нашите најмали. А во продолжение да го погледнеме прилогот кој што го подготвивме, како да ги правиме разликите помеѓу бактериите и вирусите, кои лекови се зимаат и како најлесно може да се препознаат и дали воопшто ние можеме да ги препознаеме без да направиме било какви испитувања. Во продолжение да го погледнеме и прилогот. Иако навидум слични, вирусите и бактериите се различни како локомотива и слон. Сепак, многумина од овие поимови ги мешаат, поради тоа се мислите на бактериите и вирусите предизвикуваат исти симптоми: болка во грлото, печење во носот, главоболка, повраќање во спалени процеси, зголемена телесна температура, грчеви и слично, а неретко се поднесуваат на ист или сличен начин, по пат на плунка или слуз, преку храна, вода, животни или слично. Бактериите и вирусите се нарекуваат уште и микроби и може да бидат подеднакво смртоносни.
Може би по овие факти нема да ви биде тешко да знаете дали имате вирусно или бактериско воспаление, но она што е важно е да се знае од денешната перспектива на лечење со лекови е дека бактериските воспаленија може да се лечат со антибиотици, додека пак вирусните нема лекови. Туку постојат вакцини, а тука е и вашиот имунолошки систем кој ќе ви помогне да се изборите со вирусите. Разликата помеѓу бактериите и вирусите. Иако вирусите и бактериите се микроби, сепак тие најверојатно се многу различни. Бактериите се едноставни организми, релативно комплексни. Некои од нив се размножуваат и со делба, додека пак во половора размножување. Тие се најстарите жители на планетата Земја, прилагодени на екстремни услови, студ, топлина, радијација. Може да живеат во живи суштества и надвор од нив, и секако при тоа може да се размножуваат и да хибернираат. Воедно, треба да се спомне дека 99% од бактериите се безопасни, тоест дури и корисни кога станува збор за нормално функционирање на дигестивниот систем и слично, а само тој процент ни дава проблеми и предизвикува болести. Вирусите пак се најмалиот жив облик на планетата и се поголеми од бактериите од 10 до 100 пати. Некои научници сметаат дека вирусите не се живи организми, туку се работи за ДНК, информација која се пренесува по насилен пат од една клетка во друга. Вирусите не се едноставни организми како бактериите, тие се безклеточни организми кои имаат само протеинска обвивка и јадро кое го носи генетскиот ДНК. Вирусите пак, за разлика од бактериите, не може да преживеат надвор од своите домаќини, некој друг организам, бидејќи се размножуваат така што се врзуваат за клетката за својот домаќин. Во поголемиот дел од случаите, вирусите го инектираат својот генетски материјал во клетката и ја репрограмираат, при што станува извор на нови вируси и истата се распнува и умира. Во некои од случаите, некои вируси ги претвараат здравите клетки во малигни клетки на канцер. Вирусите, за разлика од бактериите, не се делат на корисни и некорисни, односно добри и лоши, туку тие секогаш предизвикуваат тешки и полесни болести. Кога станува збор за избор на клетки кои ги напаѓаат, вирусите се многу попребирливи. Некои вируси ги напаѓаат само клетките на црниот дроб, некои на респираторниот систем, а некои крвните клетки. Понекогаш се случува вирусите да ги напаѓаат и бактериите. Во многу случаи кај стандардните настинки или болести на респираторниот систем е тешко да се утврди дали имате респираторна или бактериска инфекција, но за такви инфекции најчесто не се прават дополнителни испитувања, туку докторот сам проценува каква терапија да препише. Но кај посериозни здравствени проблеми како например воспаление на белите дробови, менингитис или сериозен облик на диареја, причинителот на проблемот се утврдува со микробиолошки испитувања. Во одредени случаи потребно е да се направи биопсија на ткивото. Иако откривањето на антибиотикот е најголемото откритие во историјата на медицината, неговата претерана употреба довела до разни мутации на постоечките бактерии кои, за жал, со текот на времето станале отпорни на некои видови на антибиотици. Антибиотиците не делуваат против вирусни заболувања и смеат да се користат само додека не се утврди вистинскиот избор на болеста, бидејќи тие може да го нарушат имунитетот, со што им се олеснува размножувањето на другите вируси и бактерии. Иако вирусите и бактериите се насекаде, за среќа, луѓето не се во целост препуштени на нивната милост и немилост, барем не на сите нив. На почетокот на 20 век произведени се бројни вакцини против опасните вирусни заболувања како што се детската парализа, сипаниците и слично. Воедно произведени се вакцини и против грип, хепатит А, Б, ХПВ. Научниците работат и на откривање на лекови против различните вируси, но бидејќи најчесто фармацевските компании ги откупуваат правата на производство на лековите, може да помине многу време пред одреден лек да дојде на потрошувачкиот пазар. Стафилококус, мораклеса, стрептококус се најчестите бактерии кои се наоѓаат во носот кај малите дечиња. Токму овие бактерии се најголем проблем кој ги мачат родителите. Тие се условно патогени, што значи дека не треба и не мора да се лекуваат со антибиотици. Но во дадена ситуација, ако детето се разболи од вирусна болест што би опаднал општиот и локалниот имунитет во носот,
може тие да се намножат повеќе и да претпоставуваат како опасност. Кај 70% здрави деца во носето се наоѓа бактерија Streptococcus pneumoniae. Најголема грешка е кога родителот врз основа на микробиолошкиот наод му дава антибиотик, дури и кога се работи за локален антибиотик во носот. Кај децата најчесто се зема бриз од носот и од грлото, кога имаат чести бактериски инфекции во грлото и во носот. По потреба се зема и од гениталните органи, очињата, кожата, раните, устата, јазикот и ушите. Брисот не е неопходна постапка за постапување на дијагноза и понатамошно лекување. Откако детето ќе оздрави, се упатува на повторен бриз со што ќе се увиди дали бактеријата е целосно излечена. Често бриз се зема и на систематските прегледи или кога детето треба да се запише во градинка. Доколку се детектира бактерија, постои можност таа да се прошири кај другите деца во градинка, а со тоа да настане проблем кој тешко ќе се искорени. Таква бактерија е пиоген стрептокок, која се наоѓа во грлото. Оваа бактерија мора да се лекува со антибиотик од 10 до 12 дена. Бриз кај децата се зема исклучиво кога детето има симптоми: долготрајна кашлица во спалено грло, температура, жолто-зелен секрет од носот. Доколку овие симптоми траат подолго време, а заболувањето не се лекува, состојбата може да се искомплицира и да се дојде до покачена телесна температура, слаб напредок на детето и ширење на инфекцијата во долните регии. Ограничувањето на возраста не е. Многу често брисеви се земаат и кај новороденчиња, еден ден по раѓањето, за да се открие дали постои присуство на бактерија. Брисот е задолжителен кога детето треба да тргне во градинка, да се увиди дали е здраво и може да посетува настава. Доколку брисот е негативен и кај детето не постои никаква бактерија или инфекција, тоа може да посетува настава. Оваа постапка воопшто не е страшна, ниту пак травматска за децата. Се што треба да се направи е да се земе мал примерок од секретот од носот или грлото со тенко стапче кое завршува во помочен и мек дел. Потоа земениот бриз се засејува во лабораторија и се чека по 48 часа да се види дали постојат некакви бактерии. Нема потреба од страв, ниту од претходна подготовка. Ова е рутинска постапка, исто како и преглед на грлцето. За сите бактерии кои се наоѓаат во носот, не може да се брза да се почне со лекување со антибиотици. Постои нормална флора во носот што не ја читате во лабораторија. Патогените бактерии во одредена ситуација може да направат и проблем. Треба да потенцираме дека и самиот наод од бриз ниту појавата како дијагноза, ниту пак отфрла дијагноза. Можно е во моментот на земење на брисот, секретот да се лизне во грлото и бактеријата да не се најде во грлото. И обратно, ако има многу пиоген стрептокок во грлото, истата бактерија може да се најде и во носот. Воспалението на носот кај децата е многу честа појава, што има речиси секое дете. Затоа треба редовно да го чистите носето повеќе пати на ден со физиолошки раствор. Во зависност од она што ќе се пронајде на брисот, се препишува терапија на детето, но неопходни се и дополнителни испитувања. Брисот сам по себе не може да се постави, ниту да ја отфрли дијагнозата. Резултатот од ова испитување треба да се вклопи во клиничка слика и во други лабораториски испитувања. Не е пресудно значењето на првата дијагноза, но е пожелно. Понекогаш можно е резултатот на брисот да даде поинаква слика, бидејќи се зависи од начинот на земење, времето на земење и локацијата. Резултатите од испитувањата се добиваат за 24 часа, кога се гледа дали има бактерија или не е уште 24, за да се утврди терапијата. Ова беше новото издание на ТВ Ординација. Останете понатаму со нашиот канал. Се гледаме наредната ТВ Ординација со нова тема и нови гости.